Претениците ќе одмараат од 8 до 25 август, но до тогаш, доколку има потреба, ќе работат и прекувремено, за да надоместат за заостанатите седници. Тие ќе останат во собраниските клупи, се додека не заврши седницата за ребаланс на буџетот, која се очекува да биде закажана на 31 јули или најдоцна 1 август и која според деловникот ќе трае 5 работни дена. Ова го соопшти председателот на Законодавниот дом Талат Џафери, давајќи отчет за сработеното на парламентот во првите 100 дена. Најавив дека можните неколку дена за одмор од 8 до 25, тоа ако ги броите се 17, односно 18 дена вкупно, не работни, него вкупно. Така да пратениците нема да бидат толку поштедени во смисла на активностите, затоа што со динамиката која што се предвидува за наредната седница, а имајќи предвид и седниците кои што се заостанати, ние ќе можеме комотно од 25 или евентуално кој овозможува цела недела вкупна, односно полна како работна да биде, ќе биде воспоставен систем на повикување и на свикување на нова седница. Затоа јас мора да се раководам со роковите. Јас не можам да свикам седница денеска за 1 септември. Локалните избори ќе се распишат на 6 август, а ќе се одржат на 15 октомври оваа година, нагласува Џафери. Моја обврска уставна е во рок максимум 90 дена пред избори, односно во овој случај за локални избори минимум 70 дена пред денот на одржување на изборите треба да распишам избори. И во тој контекст моја обврска е минимумот да го обезбедам, а тоа резултира со 6 август. И јас тоа ќе го спроведам, без оглед што мислат и како ќе мислат политичките партии. Присуство на граѓаните на пленарните седници преку новата алатка е прозорец. Проектот средби, кој ќе ги прикажува сите индивидуални активности на пратениците во рамки на собранието, формирање 2 работни групи за спроведување на потребните реформи, се само дел од идните активности кои ги најави првиот човек на собранието. Денеска Џафери даваше отчет за сработеното во првите 100 дена од работата на собранието. Го избрал денешниот ден, како што рече, символично, со датумот на неговиот избор за председател на Законодавниот дом на 27 април оваа година.